Добар ден, градот Скопје денеска започнува со изградба на третата и последна фаза од булеварот Асном, и тоа од овдека од раскрстицата со булевар Гоце Делчев па се до новиот мост Генерал Михајло Апостолски, кој што во моментов е во завршна фаза кај хотел Русија. Оваа делница од околу 350 метра, планот е да ја изградиме за неколку месеци, имајќи во предвид дека ни останати уште малку експроприација да завршиме, како ќе се движи експроприацијата, така ќе се движи и напредокот во градежните работи, и моите очекувања се дека некаде најкасно на почетокот на наредната година би требало овој нов коридор кој што е запишан во планот на градот од 1965 година навака ќе биде пуштен во употреба. Драго ми е што успеваме со политиките кои што ги креираме да ги утврдиме реалните приоритети на град Скопје, како што напоменав, овој коридор постои од 1965 година да се гради навака, меѓутоа секогаш бил одложуван за некакви подобри времиња. Среќа е за Скопје, среќа е за скопјани што подобрите времиња конечно дојдоа и можеме да кажеме дека со пробивањето на овој коридор од наредната година граѓаните на Ново Лисиче, граѓаните на аеродром ќе имаат уште еден влез во центарот на градот, во кој што покрај автомобилскиот сообраќај станува збор за булеварот 6 ленти, кој што веќе можете да го видите од другата страна на Вардар, на кој што ќе воспоставиме и велосипедски патеки, на кој што ќе бидат пуштени и нови автобуски линии, со што всушност ќе возможиме движење на граѓаните на секаков начин и за многу побрзо и за многу пократко време и за многу помалку трошоци граѓаните да можат да се движат низ цело Скопје. Посветено работиме на изнаоѓање на вакви решенија, посветено работиме на унапредување на инфраструктурата на градот, нешто што децении и децении било заборавано. Ова е точка на која што се спојуваат три општини: општина Центар, општина Газибаба, општина Аеродром, и тоа е всушност токму, ако така размислите, за повеќе од можеби 1/3 од граѓаните на Скопје коридор кој што го овозможуваме денес. Благодарам.